и среќен ден од Владо Павлов. Како што обеќавме, така и ќе правиме. Денот резервисан за Белагнија Битола, денот резервисан за она што се договоривме и за сето она што разговаравме деновиве и бевме во корелација со многумина наши пријатели и она што деновиве ни го представија голем број на пријатели и наши соработници, одлучивме и понатаму Белагнија солена соба да опстои, затоа што нема нешто подраго од сето она што ќе го видиш на дело и ќе го видиш на практичен начин. Значи, Белагнија продолжува и понатаму да работи солената соба со бесплатни услуги на дечиња до 14 години. Она што го видовме деновиве и она што го согледувавме на терен е многу посилно од благодетот кој што го има дечињата, отколку ли да го правиме сето она друго поради некои одредени наши проблеми наметнати од другата страна. Значи, едно големо благодарам до сите што дадовте подршка, едно големо благодарам како Белагнија солена соба, така и Агапи солена соба ќе продолжат да обстојуват идентично како досега, каде што сме препознатливи овие 5 години од 2020 преку Агапи на времето до ден денес со бесплатните услуги на дечиња до 14 години. Многумина дечиња помина преку солените соби, многумина дечиња беа тука, многумина дечиња денес продолжуваат и ги гледаме во училиште, но она што беше нај од нас е имунитетот и регенерирањето на ДНК-та. Овој благодет кој што го гледаме и кој што имаме добиено безброј благодарности од дечиња, од нивните родители, е многу поголем од сето она што се прави денес против ова вистина. Значи, и покрај се, Владо Павлов одлучи Белагнија и Агапи солена соба, како што знаете, да продолжат онака како што то умееме и знаеме да го правиме до ден денес. Бесплатните услуги за дечиња до 14 години ќе продолжат, а наспроти сето тоа ќе бидам со мојот тим во преговори да отпочнеме уште едни други бесплатни услуги кои што ги правевме пред времето на Министерство за здравство, кога министр беше наш сограѓанин од албанска националност. Министерство за здравство кој учествуваше со одредени сценарија против овие добробитни услуги, еден одреден временски период го прекинавме, така да освен што продолжуваме Белагнија солена соба да работи со бесплатни услуги на дечиња до 14 години, во преговори сме исто така како некогаш
да имаат и бесплатни услуги лица кои што се заболени од канцер и лица после хемотерапија да бидат во нашите солени соби. Значи, уште еднаш, солените соби остануваат, бесплатните услуги за дечиња до 14 години продолжуваат, како и досега, ама и освен сето тоа, ќе имаме и уште нешто друго што сме го правиле претходно, во времето кога радиоактивното зрачење ќе се зголемува се повеќе и повеќе, во време кога наспроти тоа радиоактивно зрачење и на наши пријатели болни од канцер им се дава друго зрачење, Белагнија Битола ќе започне, а ќе се договориме од кога, како што кажа, покрај бесплатните услуги за дечиња и со бесплатни услуги на наши пријатели болни од канцер после хемотерапија. Тоа не е новитет кај нас, тоа го правевме од 2020 година до 2024, се додека албанската популација, не знаеме по која причина, во времето на претходната влада, кога премиер беше најголемиот македонец над македонците, започна една хајка со нивниот тогашен близок пријател, а ќе ве молам да ми го кажете името, Венко ли беше, Филипче ли беше, јас не знам на вистина. И во времето кога не доведоа до еден колапс и моравме да ги прекинеме бесплатните услуги за лица кои што се болни од канцер и за лица кои што имаа бесплатни услуги после секоја хемотерапија. Ова е исто така ставено на предлог на размислување на тимот, каде што во план сме да имаме и бесплатни услуги за лица болни од канцер, за незиното регенерирање на ДНК-та и за стопирање на метастазирањето на некои други органи. Но за ова ќе отвориме една поголема кампања, затоа што верувате ми дека ние како тим не можеме сами да го постигнеме сето тоа, ќе ни требаат волонтери, што значи дека на Белагнија Битола ќе има потреба и ќе им требат волонтери за да можеме да безпрекорно го работиме сето тоа и да помагаме на лица кои што се болни од канцер. Зошто го велам ова? Затоа што Владо Павлов ќе биде сконцентриран 100% на вистината. Ќе бидам сконцентрирано 100% на откривање на сите оние кои што учествуваат во заговорот против Македонија. 100% или 100% ќе учествувам. Во целата ова секташка организација која што работи во интерес против Македонија. Тоа значи дека јас нема да имам доволно време. Околу Белагнија и солените соби ќе мора да има волонтери на кои што ќе им се помогне на Александра. А исто и во Скопје, на кои што ќе се помогне на Маја, ако одлучат и ќе го ставиме предлогот на Агапи Скопје, да покрај бесплатните услуги за дечиња, да има и бесплатни услуги на лица болни од канцер, како некогаш во минатото што го правевме тоа. Си знаеме како е. Значи, имаме запишување, каде што се дават прегледите од онкологија, каде што се представува хемотерапијата и каде што има нејзин подпис за после хемотерапија да биде во солените соби за регенерирање на ДНК и со нејзина крвна слика и други нивни параметри, за да со текот на времето го представуваме сето тоа, дали солените соби како стерилна комора
имаат бенефити или немаат. Кога се тоа ќе докажеме, одлучивме и да отвориме широка кампања за сите оние кои што го злоупотребуваа нашето добро, за сите оние кои што денес секаде се представуваат како здравствени работилници, како со здравствени услуги, па затоа ќе ги повикаме сите оние кои што се под капата на државата, тоа што сакаа да го наместат Владо Павлов, дека овде се вршило лекување и инхалирање, нека малку повеќе расчепкат кај некои други, кои што исто така користат инхалатори, па дури и на интернет мрежави се продаваат. Дали е тоа атомарен кислород, дали тоа е од стоечки кислород, дали тоа е некој си кислород од пчели, нека малку повеќе се занимават како тоа што го правија со Владо Павлов, бидејќи ние немаме, бидејќи според законот на Република Македонија ние даваме услуги и тие услуги не можат да бидат здравствени. Со ова што одлучивме да го правиме деновиве, исто така одлучив после една анализа од 3 месеци со Бога напред, да видиме како ќе биде, како ќе реагира и со овие резултати кои што ги имаме, практично од лица кои што даваат добри резултати, имаат добри благодети, и со микробиолошкото испитување на солените соби, исто така ќе бараме и вакви микробиолошки испитувања да се прават во сите солени соби во Македонија. Зошто? Затоа што ако тоа го правија со Владо Павлов, зошто да не го прават со сите? Или за Владо Павлов требаше да се измислуваат нови закони? Јас одговорно тврдам дека позади сите оние нарачени сценарии од претходната влада стојат најголемиот македонец над македонците со албанската популација. Затоа што во еден мој разговор на состанок со градоначалникот на Центар ме извести дека барака број 5 и дотичната Марија нема ингеренции општина Центар, туку Министерство за здравство. Во тој временски период министер за здравство беше албанец. Знаете она, излегувајте сите, да видиме како воздух овде се дише, од каде му тие пари на Владо да дава бесплатни услуги на дечиња и на лица болни од канцер, и така натаму, да не се навраќаме на барака број 5 и на овој здравствен работник, кој што сакаше, иницираше да менуват некои одредени закони кога е во прашање Владо Павлов, за да можат да му наметнат одредени проблеми, кои што проблеми сега полеко но сигурно би ги откривам и се поврзуваат со едни значајни артефакти кои што се чуваа во Кочани, а денес веќе ги нема, и уште чекаме на основно јавно обвинителство на Кочани да се врати артефактот во Кочани, затоа што истиот тој артефакт требало да стои додека трае кривичната постапка. А тој артефакт е нашето божество од прв ред за сето она што ние, Агапи и Белагнија, го воскреснавме, и значи дека тоа некогаш е постоело. И тоа е божество наше, каде што со факти и практични аргументи докажуваме дека цвеќето на животот е негативниот ион или животот во нас, со помош на оганот, тоест со помош на кислородот. Би сакал да ви се заблагодарам уште еднаш на поддршката и покрај овие тешки моменти кои што ги поминуваме, со одредени нарачени сценарија и одредени неразбирања. Околу Агапи Прилеп нема да се вратат ни подлогите, нема да се вратат ни пирамидите во кафулето, затоа што не дозволувам ама баш никого
да се исмејува со овие божествени производи кои што значат живот и нека увидат сите самите дали сум во право или не. Значи уште еднаш Владо Павлов со сите негови активности ќе ви ја представи целата секташка организација која што уништува се пред себе и е поврзана секаде и на секое место, и затоа ако одлучиме покрај бесплатните услуги што ги даваме на дечиња до 14 години, да даваме и бесплатни услуги на лица болни од канцер, ќе ни требаат волонтери што ќе бидат до Александра. Така ќе ни помогнете. Со пишување дека има добри работи, вака, така, онака, не. Теоријата да си ја зачувате секој дома. Значи, теоријата, поддршката да си ја зачувате дома секој од вас. Ќе ни помогнете ако има волонтери, како тоа што го правите волонтерски по црквите. Значи, волонтери кои што се потребни да ја помогнат, например, во Битола, во Белагнија на Александра. Затоа што река на наши пријатели ќе се пријават и тука мораме да помагаме сите. Значи, ако одлучиме повторно да ги вратиме бесплатните услуги за регенерирање на ДНК и на лица болни од канцер, преку доказите од микробиолошките испитувања, лабораториски, од акредитирана европска во Македонија лабораторија, подпишена од министерот за здравство и работи како стерилна лабораторија, треба и да дадете свој допринес сите. Затоа што јас мојата улога ја насочувам на друго место. Значи јас знам, вие може да аплаудирате, да викате ура, браво, браво Владо, Божи човек, ваков, таков, онаков, ама се останува на нас и на тимот. Така да не многу тапшите по рамиња, не многу ласкайте, затоа што ние не се толку возбудуваме од ласкањето и од сето тоа, туку ни е потребно работа. Потребни ни се волонтери кои што ќе помогнат, например, на Белагнија, на Александра, во време ако одлучиме да ги вратиме и бесплатните услуги. Белагнија солена соба ќе продолжи да работи, услугите за дечиња остануваат бесплатни до 14 години. Ќе чекаме јубилејно преку 40.000 услуги за овие 5 години на дечиња до 14 години, нешто што никој до сега ни во сон не е замислил, нешто што, например, флизерот или берберинот, не знам дали сте слушнали, еве јас денес бев, дали сте слушнали да рече еден една бесплатна услуга да направам на некој детенце да го ошишеме без пари. И затоа ќе работиме со факти и со аргументи. Значи, без ласкање, без удирање по гради, без пишување, сакаме дела. Практика бараме, практика, македонци, дела бараме. Дела. Дали знаете дека ние тимот сме толку растеретени со активности. Толку водиме битка за плати, за кирии, за се она што го правиме. А не да се само ласка, само да се аплаудира и ако треба нешто да се заврши, никаде ве нема. Така да ласкањето, ударањето по раме и сето она што знаете да го правите, до ден денес знам дека ме почитувате, ама малку и практично да делувате. А она што сакате што давате почит или било шо, ќе си давате почит во вашите тесни кругови, кај вас дома, и ќе работиме онака како што треба. Не е сјајно, ќе има многу поголема радијација. Резултат на тоа се високите температури и празнењето. Значи, ќе имаме многу високи температури, а ќе имаме и многу
влијание на Илија, како ја шумијам да кажам, грамотевици, дождови, поплави и така натаму и така натаму. Што значи дека таа истата радијација која што е поврзана со киселите дождови и незиното повторно сушење преку сонцето, нели паријата, е штетно кое што влијае на сите нас. И затоа нашата белодробна вентилација попушта. Така да радијација, или како шумеа да кажат вируси, бактерии и така натаму, во летниот временски период има повеќе отколку ли во зимо. Вие сте свесни дека операции не прават летно време поради бактериите. А што ќе најдеме ние и како ќе најдеме начин за да се справиме со овие аномалии? Тоа што ви е представувано. Уште еднаш, благодарам. Белагнија битола продолжува. Бесплатните услуги за дечиња продолжуваат. Во план сме да ги вратиме и бесплатните услуги за пријатели болни од канцер, после хемотерапија или зрачење. Ама тоа е во план ако ни потврдите дека ќе имаме волонтери што ќе помагаат, например, на Белагнија битола на Александра. Кога може еден семир да има толку волонтери од Македонија да му пренасат знаењето од Владо Павлов, кога може семир да биде тоа што е копи-пасте Владо Павлов, ја верувам дека во Македонија барем една волонтерка ќе се најде што ќе помогне на Александра. Ако одлучиме бесплатни услуги за лица болни од канцер. Или волонтерството треба да го представиме само кај други. Надвор од Македонија. Ако го е во прашање Македонија, тоа е секта, тоа е забеган, тоа е луд, туп, глуп, ненормален и така натаму и така натаму. Ако се разбираме, чекам да ни пишете, чекам да одговорите. Ние продолжуваме уште посилно, иако имаме многу активности, секаде сме сами, кај нас нема како што има кај Семир. Во почетокот и секогаш во неговата фондација кутиички за донации. Едноставно живееме од она што ние го работиме, каде што поголемиот процент го финансираме во движење, во нови активности, во нови истражувачки дејности, во нови истражувања, во да се поклопиме со струја, кирија, плати за она што даваме бесплатно и така натаму и така натаму. И затоа малку треба да бидеме озбилни, бидејќи она што доаѓа не е сјајно. Ете, јас ви најавувам, ви кажувам. Ова моје видео го завршувам со гласноговорниците кои што му обидуваат дека Трамп е спасителот, миротворецот и така натаму и така натаму. Ќе ве молам повеќе тие разговори со Владо Павлов да не ги правите. Уште пред да се кандидира, Владо Павлов кажа дека Трамп ќе се кандидира. И уште пред да знаете вие, Владо Павлов кажа дека ќе биде повторно председател на Соединетите Американски држави. Ако се добро сеќавате, кажав Трамповци, вие само се надевајте на Македонија. Така да чудно, ама вистинито некако Трамповци ги нема. Очигледно и дека тука Семир Македонски ги излажа. Затоа што најголемиот Трамповец на Балкано беше Семир Македонски. И нешто што е многу чудно, нели ви е чудно, некако многу се промовира Александар Македонски, некако многу се... Ако ви прочитам неколку пораки, ќе ви се згаде живот. Животот ќе ви се згаде ако ви прочитам неколку пораки. На мене ми пишуваат за Александар Македонски. В 2003 започна подготовките за Александријада 2005 година
во чест на кралот на кралевите и царот на царевите Александар III Македонски. Мини олимписки игри во Кочани. Од 2003 до денес помина толку години и децении, каде шо се работи денонокно за ликот и делото на Александар Македонски. И вие ми кажувате денес на мене? А дали знаете зошто се зборува за ликот и делото на Александар Македонски толку масовно денес? Каде што се презентира се оно што јас сум го на времето кажал. Нивната цел беше Павлов да биде ликвидиран, за да може по-гладко Армагедон да ви дојде на главата на сите. Зошто? За да ова дело не постои. И ова што го гледате, што го правиме, што одлучивме да продолжиме и понатаму со солените соби, е дело што го правеле древните македонци. Е дело што го знаел Александар Македонски. Е дело без кој живот немало на земјата, тој негативен јон, тој етеро, тоа цвеќе на животот. Кој Вилхем Рајх? Кој е Лоран? Лорандито е кварц од бела, кој што го користиме у Феникс производите. Најдете таков кристал под име лорандит. Лоран, оној кој што го испраќа Австро-Унгарија да истражува моќта на кварцот во Македонија. И по него се вика лорандит. А најмногу во ова истражувачка дејност за лорандитот направил некој што ни на крај памет нема да ви текне кој. А јас ќе ви кажам, Тито најмногу го истражува лорандитот или кварцот бела. Па ваму кај што ви е представен во Кавадарци со магаре не можеш да стигнеш до рудникот. А е толку популарен лорандитот, толку бил, нели, дел од сонцето и така натаму и така натаму. А на Синковици на Пониква Тито направил воен аеродром. И вие сега ќе кажете во Кавадарци е? Не. Па зошто направил воен аеродром на Пониква Тито? Ако не го истражувал кварцот на кој што лежат Осоговските планини. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Ќе ви најавам само уште едно видео во текот на овој еден месец. Видео кое што ќе биде насловено за волците и ќе барам одговор од Побегулјата Груевски зошто братот Циган загина на третиот скок и дали има поврзаност со Киро Глигоров. Ќе ги видиме сите волци во моје видео, кое што ќе биде па за отприлика околу пола месец. Писмо до Побегулјата од Велес и прашање до него зошто мојот најмил брат Циган загина во Конјари со неотварање на подобранот на третиот скок. И дали има поврзаност Кос и мојот брат со нешто што е поврзано со атентатот врз сите македонци во 95 година. Побегулјо, ова ќе биде прашање до тебе. Затоа што од тука има многу работи кои што се поврзани.
а ние македонците, посебно ние волците, треба да се бориме за македонецот, а не да бидеме на некоја друга страна, на некоја друга пара страна, на некоја друга страна секташка. Ги повикувам сите волци да застанат во одбрана на македонец. Целата вистина за Зочо, циганот мој брат, инструктор во подобранство како и мене, па за отприлика пола месец. Некој на вистина мисли дека ние сме глупи, тупи и неупотребливи, ништо не знаеме. И ги повикувам сите оние браќа од волци да застанат во одбрана на македонецот, во одбрана на македонизмот, а не во одбрана на сектата и оние кои што служат на сектата денес. Со дух, ум и фанатизам за Македонија ќе да знаете вистината за братот. Затоа што тоа можело и на мен да се случи. Да живее Македонија!